Синдикален аларм за притисок врз работници да присуствуваат на партински митинзи. Конфедерацијата на синдикални организации предупредува дека политички партии вршат притисок врз работниците да одат на митинзите за време на изборната кампања за претседателските и парламентарните избори. Бараат притисокот да запре и да се остават работниците сами и доброволно да проценат за кого ќе го дадат својот глас и поддршка. Доколку праксата продолжи, го повикаат членството да го пријават случајот кој тие во нивно име ќе го објават јавно. До нас стигнуваат реакции од граѓаните, каде што буквално, да не кажам, се приморани да одат на одредени митинзи, на одредени патувања, меѓутоа, еве ние како синдикат оставаме доброволно работникот да си пресели. Апелираме да ги остават работниците, они нека си ја презентираат нивната програма. Еве ние сме спремни се уште ако некоја политичка партија мисли да преговара со синдикатот, овие барања да ги испостави, ние сме спремни да разговараме, а работниците да си одлучат по своја волја слободно. И еве апел до работниците, како што веќе стигнуваат апели да пријавуваат кај нас во синдикат, ние без пардон таа институција, тој раководител што ќе врши притисок за мимо неговата волја да оди по митинзи, јавно вака на пресконференција ќе ги објавуваме во периодот што следи. Која и да биде новата влада од Конфедерацијата на синдикати ќе бара да се донесе нов закон за работни односи, дополнително и минималната плата да биде поголема или иста со околните држави. Воспротивно, како што велат, и оние малку работници што останаа во државава ќе ја напуштат. Елизабета Тошевска, која е председател на синдикалната организација на СПАјС во ЈСП Скопје, рече дека во периодот од 2 години работниците се јавуваат со голем број проблеми. Како клучни проблеми на работниците во ЈСП Скопје ги посочи нередовната исплата на личниот доход, неусогласувањето на личниот доход со колективниот договор и со минималната плата на ниво на работодавач, неисплатата на прековремена работа, лошите услови за возачкиот персонал. Значи, нередовна исплата на личниот доход, неусогласување на личниот доход во однос на колективниот договор, во однос на минималниот личен доход, а на ниво на работодавач, неисплата на прековремената работа, никакви услови надвор за возачкиот персонал и многу други работи. Инаку на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија КСОМ денеска и се приклучи синдикатот на приватен административен и јавен сектор. СПАјС, во кој членуваат синдикални организации од рударството и синдикати од јавните предпријатија во локалната самоуправа. Договорот за приклучување го потпишаа председателот на КСОМ Маријан Ристевски и председателот на СПАјС Јовица Јовановски.